Една статистика Македонија ја рангира убедливо на светското дно и тоа според употребата на орална контрацепција, кажано со популарен јазик, според антибебијапчињата. Само 1,6% од жените користат ваков вид контрацепција, што е далеку под процентот на жени во земјите на муслиманскиот свет. Лекарите велат дека мора да се разбијат многобројни заблуди. Загрижувачки ниско ниво на контрацепција во земјата. Само 1,6% од женската популација користи орални контрацептиви. Ова покажува дека свеста за сексуалното здравје во Македонија е пониска дури од земјите во муслиманскиот свет, коментираат гинеколозите. Зачудувачки е факторот во како се вика во тие извештаи од Светска здравствена организација, ќе видите дека во Тунис употребата на контрацептивата е некаде околу 11%, во Египет, во Саудиска Арабија некаде околу 6% од жените примаат контрацептива, а видите во Република Македонија е 1,6%. Главниот проблем лежи во институциите и покрај упорното настојување на гинеколозите и на невладиниот сектор, се уште ниту еден орален контрацептив не е ставен на позитивната листа. Ваквата слика се должи и на слабата едукација на населението за сексуалното здравје. Во недостиг на вистински информации, граѓаните се повикуваат на митови и на заблуди околу хормонската терапија. Има заблуди од оштетување на организмот воопшто, добивање рак на дојките, добивање на многу наголемување на телесната тежина нивна и така натаму. Да не заборавиме дека голем дел од контрацептивите, односно имаат и свој медикаментозен ефект, значи освен што имаат контрацептивниот, имаат и бенефити во други, значи кај продолжени крварења, кај акни, кај хидротерапизми се употребуваат, кај предменструалниот синдром и така натаму. Меѓутоа вкупниот број на употреба на сите тие е 1,6. Ние се обидуваме доста да работиме на тоа да ја видиме оралната контрацепција на позитивната листа, да биде таа многу подостапна, бидејќи во моментот цената која што се плаќа за оралната контрацепција и не е толку ниска. Се уште во нашата земја цените за оралната контрацепција се дури повисоки од оние кои што се во Европската унија, а тие се движат околу 10 евра, значи по едно пакување. Гинеколозите предупредуваат и дека е зголемен процентот на сексуално преносливите инфекции. Теренските акции пак на невладината Хера само потврдуваат дека ХИВ тестирањето се уште е табу тема во земјата. Само 0,15% од населението во Македонија е свесен за својот ХИВ статус. Тоа значи дека и текако треба да работиме на мотивирање на популацијата да го направат тој ХИВ тест, да се тестираат за да го осознаат својот статус, најмногу за тоа што знаејќи го својот статус, тоа е најдоброто средство за понатамошна превенција. Како невладиниот сектор, така и гинеколозите бараат поголема едукација на населението. Сметаат дека таа треба да започне уште од рана возраст, односно во училиштата да се воведе сексуално образование или предмет по општа здравствена култура.